Добар ден на сите. Продолжува интензивната комуникација, но и теренската посета на председателот на ВМРО ДПМН господин Христо Мицкоски на Велес. Во изминативе неколку месеци во неколку наврати во Велес се со цел да направиме пресек на ветувањата, докаде се проектите и да најавиме уште неколку нови проекти кои што во наредниве месеци се случуваат во Велес. Ќе посетиме неколку локации заедно со председателот на Советот Зоран Љутков, тука е пратеникот и неколку советници од советничката група на ВМРО ДПМН коалицијата. Јас ќе се обидам да бидам краток и јасен, да кажам неколку работи што се случуваат моментално во Велес, се со цел граѓаните на Велес и на Македонија да имаат представа за што зборувам. Пред малку бевме на улицата Лазо Смаков, пред неколку месеци таму почнавме да ја сменивме водоводната линија и други инфраструктурни проекти, но еве пред неколку дена почнавме темелна реконструкција на целата улица, фактички вадење на целиот асфалт, таму ќе има два слоја на асфалт, нови тротоари и нови ивичњаци. Денеска со председателот ќе ја посетиме улицата Архипеско Михаил, која денеска фактички почиња да се реконструира. Се работи за од Цар Мале па се до основното училиште Киро и Методи, една поголема улица од 750 метри. Работиме деновиве и на улица Сараевска, едниот крак од улица Сараевска е завршен, уште два крака не остануваат, претпоставам дека доколку дозволат временски тусови, тие ќе бидат деновиви завршени. Пред 2-3 дена завршивме на улица во Превалец и во Раштани. Денови ќе почна реконструкција на дел од улицата Вера Цири во Потокот. Претходно работевме таму на подобрување на инфраструктурата подземна, се смени каналот за одведување на фекални води. Улицата Киро Чуџук под Камено брдо ќе добие асфалт. Во постапка е избор на фирма, но работиме на две улици за асфалтирање во село Сујаквари. Избравме фирма за улица во башино село, таа е Милан Змијата, улица 160 метри, која што е во многу лоша состојба. И распишавме неколку тендери за реконструкција на улици во Челошево, Бузаково, Сливник и во населеното место Иванковци. Во Дворови ќе работиме на две улици. Едната е Кукушка и другата е Ѓоре Органџиев. Тие ќе бидат попочени со бекатон плочки. Значи постапката е завршена, имаме две фирми кои ќе работат на овие две улици. И многу бараната улица Орце Мартинов ќе биде реконструирана за неколку месеци. Не ќевме да почнеме во овој период, знаејќи дека секогаш некако април, мај има многу обилни дождови, а улицата е во лош дел од нашиот град, многу е стрмна, но и сливното подрачје е многу големо и може да се случи да како поставуваме тампон, така да тампонот ни ја носи улицата во центарот на нашиот град. Завршена е постапката за реконструкција на многу битните тротоари од стариот мост до спомен Костурницата од двете страни. Целосна реконструкција има тука. Продолжува реконструкцијата на патот кон езерото Младост и денови сме сведоци дека околу Костурница и околу Кружен тек, па Сенак и Реченица има градежни работи каде што се асфалтира тој дел од нашиот град. Благо Ѓорев и Живко Фирфов ќе добијат втор слој на асфалт во наредниве неколку дена и главната улица 8 септември помеѓу Цар Мале и Кружен тек до крајот на годината ќе биде целосно реконструирана. Таму ќе има реконструкција на фекалната и атмосферската канализација, еден нов Кружен тек на Цар Мале и реконструкција на постоечкиот. И можам да најавам тука дека во наредниот период заедно со советниците ќе работиме на еден поголем инфраструктурен проект, сите улици кои што се околу пазарот да бидат реконструирани. Не со гребење, туку со корнање на целиот асфалт, со нови тротоари, со нови вичанци. Тоа значи дека од стариот мост до влезот на маркетот Жито, од влезот на маркетот Жито зад паркингот на Панко Брашнар школото пред Нептун и сточниот пазар, тоа ќе биде се раскопано и ќе имаме нов лик на тој дел на градот за да можеме да го истакнеме пазарот. Очекувам дека до 1.6 оваа година ќе биде завршен градскиот пазар и можеме да го пуштиме, фактички вториот дел затворениот. Неколку дена веќе се работи на киот на реката Вардар, проект финансиран од Европската унија и овој месец треба да го распишеме тендерот за промена на уличното светување и да немаме веќе рестрикции и да немаме проблеми со уличното светување, напротив да имаме модерен систем со LED светелки. Европската куќа која што денеска ќе ја посетиме и хабот за млади е во завршна фаза, значи младите луѓе во Велес ќе имаат место за
едукација. Денеска се наоѓаме во Младинскиот парк, каде што може да забележите дека имаме градежни активности, се реконструира целосно Младинскиот парк, но се реконструира и амфитеатрот кој што не поврзува сите со многу убави моменти. Таму има многу настани кои што се одржуваат во текот на една година, така да ќе има амфитеатрот нов лик. Ќе го посетиме и градскиот парк, каде што на популарно кажуваното ракометно игралиште поставивме вештачка трева. Многу убаво место, многу убаво изгледа, многу убаво се вклопи. Мислам дека е погодно дечињето од нашиот град да можат да тренираат и да играат. Работиме и на реконструкција на спортскиот комплекс во тунелот. Од Сабале сум информиран дека сите работи што треба да се завршат во машинската работилница се завршени, таму има огради. Деновиве ќе почнеме да работиме во делот на асфалтирање, поставување на тартан подлоги. За прв пат во историјата работиме игралиште во Сујакари, но и за прв пат распишавме тендер за игралиште детско катче во селото Карасари. Едно од најзаборавените игралишта ќе автобуската станица е во завршна фаза на отпочнување на постапката за реконструкција, значи сме обезбедили финансиски средства од приватниот сектор, мислам дека е тоа над $1.000.000, но 2 милиони денара ќе даде општината за целосна реконструкција на тоа игралиште и деновиве треба да го распишеме тендерот за најголемото спортско игралиште, комплекс во Дворови. Тоа што го ветивме, веќе финансиската конструкција завршена, имаме проект, треба да почнеме. Направивме проекти за игралиште и парк во Превалец, но немаме обезбедено туку финансиски средства во наредниот период. Планираме и ова да го завршиме. Вложуваме сериозни финансиски средства во поддршката на спортот и во културата. Ќе наравно само неколку манифестации кои што почињаат за неколку дена. После 3 години, овој викенд на 13 мај, ќе имаме мотособир, дефиле и мотособир на езеро Модос. Втора година ќе се организираат велешките спортски игри кои ќе бидат од 31 мај до 4 јуни. За неколку дена почиња театарскиот фестивал Петре. Се надам дека достојно ќе ги одбележиме 60 години рацинови средби. Ќе трчаме за рацин. Ќе имаме и оваа година интернационален фолклорен фестивал. Ќе го поддржиме античкиот театар Стоби. Втора година поред ќе го организираме џез фестивалот во Велес. Ќе блесне питијата и што многу други манифестации кои што ќе бидат во наредните месеци. Не знам дали бев краток, ама мислам дека опфатив поголем дел од работите кои што се битни и кои што сметам дека треба граѓаните на општина Велес да ги знаат. Благодарам. Имате забелешки од локалната опозиција на државна владачка СДС дека не сте посочувале средствата со кои што градите, од каде се добиени, кој е инвеститор, потоа кои проекти сте ги наследиле, кои сте ваши реализирани? Добро, вака сега. Ова локална опозиција, истата и локална опозиција која беше пред година и пол и пред 2 години, значи таму нема никакви промени. И уште тогаш, иако јас 10 години многу често макотрпно работев во Вардарскиот плански регион, ги негираа сите тие успеси кои што иделе од таму. Јас во моите објави точно пишувам од кај се финансиските средства и што општината и градоначалникот има направено за да дојдат тие средства во општина Велес. И само сакам да кажам дека јас како човек и како градоначалник се обидувам да ги привлечам сите можни програми и фондови кои што стоат на располагање од Европската унија, од амбасадите, од министерствата и од министерствата, да ги вложам нашите финансиски средства од општината за развој на општината. Овој парк кој што сите не обединува нас е финансиран, можам да кажам 50-50 со Министерството за околна самоуправа, Биро за регионален развој. И тоа сум го објавил. Но и сум кажал дека поинтата на еден градоначалник е парите што ги има да ги умножува, а не да ги троши сам и да се кара со сите. Еве ти ви кажам еден пример кој што мислам дека граѓаните на општина Велес треба да го знаат. Додека беа СДСМ, локални центра на власт,
преку програмата на јавното предпријатие за државни патишта за реконструкција и рехабилитација на регионални патишта добија за 4 години 250.000 евра. Додека соседна општина, општина Чашка, која е многу помала по број на жители, за 4 години и таму имаше централна и локална власт, добија 4 милиони евра. Дали можеме да имаме разликата? Но тој градоначелник не се караше со ниту еден, туку лобираше, а нашиот градоначелник претходно се покара со сите. Сега имаме разбран градоначелник, кој што заедно со пратеникот е во комуникација со сите можни институции, се со цел да привлекуваме што е можна повеќе инвестиции. Оваа година преку јавното предпријатие добивме 30 милиона. А лани добивме 0 денара. За државни патишта? За државни патишта, да. Што тоа што лани требаше да добиеме 60 милиона. Но заради тоа што неколку наврати коча, поединци од локалната организација на СДСМ се јавува ке премиери, ке министри, секаде се јавува само да ги блокираат процесите и развојот на општината. Лани направивме се да имаме 60 милиона. На крај краишта, може беше тоа и грешка што се пофаливме јавно и ги пофаливме дел од државните институции и добивме 0 денара. А ваа година работевме, ќутевме, кога почна да се работи, тогаш ја поздравивме одлуката и тоа не чини. Така да се работи за луѓе, пак ќе кажам, кои што не се СДСМ. Значи верувајте, таму нема луѓе кои што моментално раководството со СДСМ се СДСМ. Тоа се луѓе кои што се дојдени од други политички партии и се борат таму само за позиција и за место. Таму нема идеологија, таму нема ништо. Значи, ние имаме со дел советниците од СДСМ многу фер и коректна комуникација, но со раководството немаме за жал. Јас имам две прашања, градоначелник. Честитки за ова што го реновирате паркот, но имаме на мала забелешка, затоа што ви слушаме ние гласот на граѓани. Тие старите плочи, дали може да се заштити општината да се преуредат и дали ќе бидат некаде вградени тие плочи, затоа што беа од топилница, беа квалитетни. Повелете. Фака сега, значи според нашите проценки над 60% од плочките беа искршени. Може да бидеме сведоци, но дел од плочките кои што беа здрави не се фрлени, туку се складирани во магазините на комуналното предпријатие Дервен. Така да тие ќе бидат поставени во градскиот парк на локација која што сакаме да ја средиме и разубаваме. Така да нема да бидат фрлени, напротив ќе бидат употребени. Уште едно прашање. Често минувам низ мостот, граѓаните реагираат, знаете, состојбата секој ден се влошува, посебно после последните дождови. Има опасност да паднат столбовите, конструкцијата на мостот Кибачино се, на некој мислам. Дали има некои зелени светла од Скопје? Дали имате ветување, дали ќе се реновира или ништо нема? Само понатаму во кадар влегува. Добро, како новинар претпоставам дека знаете дека ветување и зелено светло има веќе 5-6 години. Но до ден денеска реализација нема. За овој проблем јас сум зборувал и со пратсателот на ВМРО ДПМН, господин Мицковски, дека тоа треба да не биде помеѓу најбитните работи. Пошто се работи за мост кој што може ќе кошта и 1-2 милиона евра, пошто проект се уште немаме видено. Се работи за мост кој што јас во една прилика кажав, ако падне ќе падне и веле, заради тоа што нема друг влез излез за тешки товарни возила освен тој мост. Но верувајте, до денеска немаме никаков одговор. Пред 6 месеци наводно се распишува некаков тендер, се проектира, но до денеска немам јас никаква информација. Тоа што можам јас да го правам и го правам, секој втор ден има таму машина која што ја плаќа општината за да ги тргнат дрвата, за да не се случи да ги бутнат столбовите, пошто се работи за танки столбови кои што се многу и со големи дрва прават сериозен проблем. Тоа што можам јас го правам, другото не можам да го направам. Благодарам.